што ние во изминатиот период од се ова што се случува наназад оваа година ги добивме као пресуди, односно као позитива во однос на она што го имаме изгубено во дисциплинската постапка, го добивме на суд. Према тоа, јавноста мора да знае, хајката против представниците на независниот синдикат мора да престанат. Ова денеска што ќе го имаме као дисциплинска постапка, би сакал да верувам дека ќе биде последна дисциплинска постапка која се води као баналност. Ние во Европска Унија со вакви циркузи, со ваков однос према работници кои се инспектори во полицијата, нема теоретски шанси да припариме. Јавноста, уште еднаш ќе кажам, мора да биде запозната, мора да е во тек, мора да знае што се случи, мора да знае дека независниот синдикат на полицијата до крај целосно овие работи ќе ги води као постапки. Денес ќе имаме и дел од адвокатите кои беа слободни за присутност во сала за водење на дисциплинската постапка. Мора да ги следиме сериозно работите, бидејќи не сакам да испуштиме било што ќе биде практично незапазено согласно законите и роковите кои ги овозможуваат за заштита на синдикални представници. Јавно вака ќе ви пренесам, ќе ви доставам и точни податоци во денови ќе ви пренесам, така да ги имаме податоците, информациите. Најмногу имаме постапки кои се водат против независниот синдикат на полицијата као представници во Скопје, процентуално земено. 5 председатели на синдикални подружници биле по дисциплински постапки и се разместени на други организациони единици. Донес кака е у моментов присутен овдека и СВР Струмица заедно со СВР Куманово се во едно водство во делот на тоа такмичење на одредени, да речеме, раководни структури во полицијата кои ги даваат нашите представници и нашите членови и вработени као вработени на дисциплински постапки.